Еве денес граѓаните на Радовиш, граѓаните на Република Македонија го остваруваат своето гласачко право и тоа гласаме за председател на државата, како и за избор на представници во парламентот на Република Македонија. Сметам дека во однос на излезеноста на гласачите, односно на граѓаните на општина Радовиш, процентот кој што го имаме сега до 13 часот утврдено е релативно задоволувачки. Сметам дека сега и временските услови се подобрени, ќе имаме уште поголема масовност и како и секош. Наше е да овие избори исто така поминат во една мирна, фер и демократска атмосфера и на крајот секако сите заеднички да бидеме победници, односно граѓаните на Република Македонија, па и на градот Радовиш да бидат победници во однос на демократијата која што ќе ја манифестираме целокупно во текот на целиот ден. Имате ли информации каква е состојбата во општина Радовиш до сега? Дали е мирно? Па генерално да. Податоците кои што ги имаме како изборен штаб од сите избирачки места, од сите населени места говорат дека апсолутно гласањето поминува во најмирна атмосфера, во најдемократска атмосфера и сметам дека така ќе се задржи до крајот, односно до затварањето на гласачките места до 19 часот. Сметате ли до петокот еве се водеше фер изборна кампања? Па генерално мислам дека задоволно, иако нели секој на свој начин може да го оцени тоа, како и на кој начин се однесува, кои методи ги користи во привлекување на гласачите, односно да го придобие мислењето и гласот на граѓаните, но тие се граѓаните кои што го имаат главниот збор, позади параванот, тие ќе знаат на кого да дадат довербата. Само што го остварив своето граѓанско право, да го дадам својот глас. Гледам дека граѓаните масовно излегуваат, тоа ме радува. И по она што можам да кажам за разлика од првиот круг за председателски избори, граѓаните сепак верувам дека и овој пат ќе донесат правилна одлука и ќе го дадат својот глас за оној за кој што тие веруваат дека најдобро ќе ја води и ќе ја представува државата и во светот и ќе биде најдобар врховен командант на вооружените сили. Верувам дека исто така граѓаните правилно ќе донесат одлука, затоа што нивниот глас одлучува денес, кому ќе ја дадат довербата, ќе направат разлика и гласот ќе го дадат за оние кои што имаат проекти, за оние кои што имаат дела зад себе, на оние на кои што најмногу им веруваат и досега. Сметате ли дека ќе поминат мирно без инциденти како и во првиот круг? Сметам дека, судејќи по она сега што го гледам овде на гласачките места, дека и сега гласањето ќе се одвива во најдобар демократски ред. Еве и денес во вториот круг за избор за председател на Република Македонија, воедно и избор на нов парламентарен состав во нашето републичко собрание. Јас заедно со мојата сопруга го исполнивме нашето граѓанско право, излеговме и го дадовме својот глас. Моите очекувања, впрочем, и во првиот круг се потврдија, така да и денес оглед на тоа како се одвива денешниот ден до самиот момент, до овој момент кога јас излегов на гласање, очекувам дека ќе се повторат и во вториот круг. Убеден сум дека и денес, исто како и во првиот круг, ќе имаме најфер, демократски и слободен избор на кој што граѓаните на општина Радовиш ќе ја изразат својата слободна волја и секако ќе го направат најдобриот избор. Повеќе од сигурно е дека гласачите, граѓаните на Република Македонија веќе подолго време знаат и научија што е демократија и го користат тоа свое слободно право да изразат својата волја. Убеден сум и дека денес сигурно ќе препознаат кој треба да ја води во наредниот период државата. Имате ли некои прогнози еве кој би победил? Па добро, моите прогнози не се ништо различни од тоа што официјално анкетите го покажуваат и куќите кои што се занимаваат со тоа. Мислам, очигледно е, јавноста знае, во неколку наврати наназад, односно во повеќе изборни циклуси, анкетите се толку многу блиско, што мислам дури дека излегуваат со конечни и прецизни резултати. Ценам дека фаворитот е јасен и да почекаме сепак до крајот на денот и да го видиме победникот.